Добар ден во ова прва недела од новата година, еден ден пред Бадник, 2 дена пред Божик. Одличен повод да го поканам еден од најдрагоцените соговорници не само за верски, религиозни прашања, туку и воопшто за сите прашања од животот, отец Ивица Тодоров. Благодарам за најавата. Така ве доживу. Дај Боже, да, благодарам. Добар ден, како сте? Добар ден, па благодарам на поканата. За почеток, мислам ќе се согласите, ќе ги избегнам оние вообичаени прашања за Божик, за неговото значење, затоа што во следните ден-два ќе има и премногу прилози на таа тема во сите вести. Да почнеме со Бадник, тоа е утре и верувањето дека оној на кого што ќе му се падне паричката ќе го следи среќа во текот на целата година. Сега имаме една дилема. Дали е Бог селективен или зошто би одбрал само еден од, например, да кажеме, 4-члено семејство и само него би го наградил со среќа во текот на таа година? Так, благодарам за ова прашање, интересно прашање, но уште веднаш треба да се каже дека тој чин со паричката, лепшето и така натаму, длабоко нема никаква поврзаност суштинска со нашата вера. И сега дека тоа верување дека ако на некому се падне паричката, дека таа година Бог, особено него, ќе го благослови води, тоа е размислување, доживување крајно субјективно. И јас ова со паричката чисто го доживувам како една убава игра тука на масата, кога се собира семејството на Бадник, така да тоа е еден вид забава, мислам, и интересно, особено за помладата генерација. И ништо повеќе од тоа. Тоа дека некого ќе го следи среќа, посебно ако добие, тоа е веќе еден магиски пристап кој црквата не го прифаќа. Но и ова мора да го спомнам, сепак ова со паричката и со лепчето е поврзано со житието, со животот на Свети Василий Велики. Така да, всушност, ова пракса се правела во негов спомен, значи, на Свети Василий, или Василица, како што вика нашиот народ. Поставам дека и од тука дилемата кај македонските греци, дали за Бадник, дали за Василица. Да, значи, со текот на времето, реков, ова е еден обичај, така, семеен, една семеена игра, која особено на помладите им дава така мотив да бидат присутни на Бадниковата вечера, каде што семејството се собира и тоа е она суштинското всушност. Собирањето на семејството, да бидеме заедно, да си споделиме мир, радост, убавина, да се помолиме заедно, да Божјото водство, Божјот благослов, Божјата заштита и радоста во животот и среќата да го следи секој член на семејството, целото семејство. Од овој Бадник, отец Ивица, свештени лица на Македонската православна црква Охридска архиепископија нема да учествуваат во бадникарските огнови, кои, знаете, се стара традиција, особено во Скопје во последно време и во останатите градови во Македонија. Зошто толку време беше потребно на црквата да реагира за еден чин кој што во основа, јас ти речам, велат дека е пагански, меѓутоа сигурен сум дека го крши божикниот пост и во суштина го извитоперува божикното чествување? Значи, сега да говорам за историјата на оваа традиција, треба многу повеќе време, затоа што има подлабок корен и навистина има ова пагански корен, односно од паганството. Самиот тој корен со текот на времето пагански е христијанизиран и така натаму, но во последно време, затоа што јас директно сум бил сведок на тие настани и така натаму, значи денес нашите сограѓани, нашите традиционални православни христијански верници, палењето на огнот и сето тоа што се случува околу огнот, повеќе го доживуваат како можност да се видат. Значи тоа е еден социјален настан. Повеќе социјален, дури не толку ни верски, него туку социјален настан. Сега, требаше време, нашиот архиепископ како надлежен за Скопската епархија, значи малце педагошки требаше време, се подготуваше тој процес, за да дојдеме и до овој момент, значи сигурно е осознали зрелоста веќе на поголем процент од верниците, да се надмине ова проблематична традиција и полека да се вратиме на автентичното предание на црквата како треба да го доживуваме Божиќ, односно денот во кој ние го празнуваме раѓањето на нашиот Спасител Исус Христос. Значи, како што оди процентуално зрелоста на нашите верници, така и некои пракси полека кои се проблематично се губат. Има ли поместување во ставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија околу календарот или се уште се обстојува на ставот дека како тоа се направи, тоа ќе биде тогаш кога за тоа ќе одлучат сите
православни цркви. Имаме, например, мислам, две цркви во соседството православни кои што Боже го тера по новиот, велик по стариот календар. Треба само да објаснам. Значи, тука не се работи за некој нов календар. Всушност, црквата го користи јулијанскиот календар, тоа е календарот на Римската империја. Значи, сега во 16-тиот век на тој јулијански календар, всушност, му е направена реформа. Значи, сега да не говорам за тоа, времето на папата Григорий и така натаму. И всушност тоа е истиот календар, тоа не е нов календар, тоа не е некој друг календар, него просто од астрономски аспект тој календар е уточнат. И сега тој уточнетиот календар јулијански со текот на времето во чест на папата Григорија наречен Григоријански календар, а оние кои останале на нереформираниот или астрономски непрецизираниот јулијански календар, тој календар се нарекува стар календар или така натаму. Така да едниот и другиот календар тоа е исти календар, само што велам дека едниот што го нарекуваме Григоријански или нов во 16-тиот век е астрономски попрецизиран, односно и направена е реформа. Сега, ако моето лично мислење, ако им е битно на гледачите, јас мислам дека целата православна црква треба, и тоа беше една од точките на овој собир во Крит и така натаму, да се најде тоа литургиско календарско единство. Сепак ние сме една црква и би било крајно логично и нормално и природно и како сведочење на нашето единство да користиме еден исти календар. Сега целата приказка е што некои велат дека треба овој Григоријанскиот, други јулијанскиот, но според мене и едниот и другиот имаат потреба од астрономско повторно препрочитување и прецизирање, така јас сум за тоа да се дојде до тоа да тој јулијански календар или стариот календар и Григоријанскиот календар го попрецизираме и за да имаме можност сите помесни православни цркви да ги празнуваат празниците на исти датум. Тоа е мојата желба. И би било поприродно тоа. И мислам дека тоа е во процес. Поврзано со престојниот празник, Христовото раѓање Божик, природно ми се наметнува прашањето за животот како најголемиот дар од Бога. Знаеме ли како да се однесуваме со оваа скапоценност? Знаеме ли да го цениме оваа чудо, оваа вредност? Мислам, благодарам за ова прашање, Лазар. Ова веќе е суштинско, длабоко прашање. Значи, всушност, оној кој дојде повторно да ни ја разоткрие смислата и длабочината и целта на нашето постоење е оној кој се роди во Витлеем. Оној кој ние го знаеме како Исус, Христос, Месијата, Спасителот. Значи, тој дојде во овој свет, сега, кој е тој? Значи, според самите негови зборови, тој е со вечниот Син Божи, Логосот Божи, Зборот Божи, тој заедно во вечноста е со Небесниот Отец и со Светиот Дух. Значи, Бог е битие кое е надпросторно и надвремено. Значи, и Бог е Отец кој има свој единороден Син, односно Логос, Збор и Дух Свети. Сега, Небесниот Отец, кога се исполнуваат пророштвата од пророците од Стариот Завет, затоа што целиот Стар Завет е подготовка за доаѓањето на Месијата, на Спасителот, на оној што повторно треба да ни разоткрие вистината на суштината на нашето постоење. Зошто постоиме и како треба да постоиме, како треба да го доживееме животот. И сега сите тие пророштва се исполнуваат во личноста на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, на тој со вечниот Син Божи кој преку Светиот Дух и Дева Марија прима својата човечка природа и се раѓа во Витлеем како вистински човек. И знаеме, баш е таа прекрасна икона на раѓањето Христово, тој што е вечен или совечен со Отецот и Светиот Дух станува човек. И потоа целиот негов живот, сето тоа што го прави Христос е одговор за ова прашање. Значи, на кој начин ние треба да го разбереме животот даруван од самиот Творец, затоа што ние самите не сме си го дарувале животот. Ние не сме битија кои имаат можност сами да се искреираат живот. Значи, ние го прифаќаме животот, сега, ако го прифатиме животот, односно ако го прифатиме нашето постоење, се поставува прашањето како треба да постоиме, како треба да си го организираме животот, како треба да го вреднуваме нашиот живот. И духовен, и душевен, и телесен, и социјален, и семеен, општествен, политички, било како. Значи, со кои вредности? Христос, нашиот Спасител, доаѓа во овој свет
И затоа ние го нарекуваме светлина, односно тоа е синоним за вистина. Тоа носи таа вистина, како треба да се организираме нашиот живот, како треба да го вреднуваме нашиот живот и како треба нашиот живот да го поставиме во Божјо раководство, та тој да добие смисла, благослов и светлина и во овој свет и на вечен план. Значи тоа е одговорот на оно што се роди за нас во Витлеем. И тоа е суштината на христијанството. Ако христијанството не се доживее на овој план, тогаш ние не сме го развале христијанството, односно не сме го развале Христос. Ајде за една друга суштина, барам јас сметам дека е тоа верата и надежта. Мислам дека го движат човекот, а сметам дека за сето тоа или пред сето тоа стои иднината. Како во што треба да веруваме дека некоја наша денешна акција ќе ни донесе подобро нешто во утре? Така, во иднината. Во иднината. Или како некому да објасниме дека тој самиот можеби не е единствениот креатор на својата судбина? Значи, во христијанството нашиот живот во вистинска смисла на зборот започнува со моментот на нашето покаяние. Покаянието е она што ние го нарекуваме духовно будење. Или поедноставно кажано, колку едноставно, будењето на нашата личност, односно на тоа што сме ние самите. Затоа што нашата личност, нашиот идентитет, нашето собство, тоа што сме ние, поради ова отпадната состојба во која се наоѓаме, значи се наоѓа во состојба на успиеност, односно ние сме, а не знаеме кои сме. Тоа е многу. Живееме, не знаеме зошто живееме, како да живееме, не знаеме вистинската вера, односно вистинската доверба, во кого да имаме доверба и така натаму. Кога ќе започне процесот на нашето духовно будење, односно на нашето формирање како личност, ние веќе разбираме што значи тоа вера. Значи вера значи да имаш доверба во некој кој ти докажал, покажал дека твојот живот може да има смисла и има смисла и во овој свет и во вечноста. Значи јас имам доверба како христијанин во Христос. Значи мојата доверба него му ја предавам, односно имам доверба во неговото водство. Мојата вера него му ја предавам и се надевам дека ако ги исполнувам неговите заповеди, односно неговите патопоказатели, значи тој со своите заповеди ни го покажува патот по кој треба да одиме во овој свет, а и плюс преку Светиот Дух, тоа е едно духовно, длабоко доживување на секој христијанин, самиот Христос не води. Ние кога живееме во вера, во надеж, ние живееме и во молитва. И самиот Христос не води. Значи тоа е едно внатрешно доживување на водство. Сега секој едно што го нема ово искуство, ќе каже што зборува се овој Попов и така натаму, но секој што го има ово искуство, тој на овој начин го доживуваат ова што јас го зборувам. Ние се наоѓаме во една сериозна духовна темнина. И сега само Христовата светлина, само Христовото водство нас не дава дар на внатрешна светлина, на внатрешно осознавање на нештата. Сега, тоа внатрешно осознавање на нештата ни е основа на вистинската вера и на вистинската надеж. И ако на тој начин почнуваме да го устројуваме нашиот живот, значи ние може да се надеваме дека нашето утро ќе биде благословено, затоа што сме засеале добро семе и доброто семе дава добар плод. Тоа што го засејуваме во сегашноста, тоа ќе порасне во иднината. Ако засејуваме вистина, добро, радост, љубов, вечност, тоа и ќе го најдеме пред нас. И обратно, ако засејуваме, односно ако практикуваме лага, подлост, криминал, клиентелизам, суеверие, глупизам и така натаму, се извинуваме со такво семе на што да се надеваме. Така да тоа нашите го има добро кажано, кој што си сее, тоа ќе се жнее. Сретнав еден пораток од анкета дека 88% од македонците се изјаснени дека се верници или религиозни. Сега не ме фаќате за збор, знам дека се тоа различни поеми, не сеќавам точно на прашањето во анкетата. Верувате во ова хубава бројка од 88%, дека тоа се вистински верници или меѓу нив има и верници по потреба? Значи, вака јас имам една поделба, многу често на моите предавања тоа го говорам. Значи во духовниот живот има, како да кажам, 3 степени. Има на многу начини тоа се објаснува, но јас го користам овој начин. Значи, имаме верници кои се наоѓаат во ирационално ниво. Значи, ирационално ниво. Значи, они верата ја доживуваат на емотивно, интуитивен план, но не ја познаваат. Значи, тие луѓе не негираат дека постои Бог, тие луѓе не негираат дека постои духовен живот, вечност и така натаму, духовен свет и така, но тие не го разбираат тоа. Значи, тие го доживуваат,
интуитивно така во себе се осведочени за тоа, но не знаат како да го практикуваат духовниот живот на вистински начин. И затоа често паѓаат во суеверие, во искривено практикување на верата или стануваат како да кажам, жртви на лажни учители, секти и така натаму и така натаму. Повисокиот степен е веќе рационалното ниво, значи тоа е нивото на учеништво. Значи тоа е степен кога ние започнуваме да се прашуваме што е навистина вистина. Значи, ако ние велиме дека Христос, Месијата, е спасител на светот, тогаш како може да го докажам тоа? Тоа што не може тек така да се прифати. И тогаш ние започнуваме да изучуваме верата, односно тогаш се насочуваме на Светото писмо, на разбирањето на Светото писмо, на вистинското практикување на духовниот живот и така натаму. И тоа е рационалната фаза, е фаза на учеништво. Учиме, значи добиваме вистински информации, тие вистински информации на вистински начин се трудиме да ги практикуваме во нашиот живот и тука се соочуваме со првите убави плодови од духовниот живот. И полека, значи како што растеме духовно, како што се созреваме во таа вистина, завлегуваме во таа надрационална фаза. Надрационалната фаза е фаза кога ние ги осознаваме тие нешта кои не може да ги осознаеме со нашиот ум. Самиот Бог ни ги открива преку силата на Светиот Дух. И тие луѓе кои влегле во таа надрационална фаза, ние ги нарекуваме свети луѓе. И кога влезете во било кој православен храм, ви гледате на фреските, на иконите, значи изобразување на нашите светители, тие луѓе се тоа. Луѓе кои влегле во таа надрационална фаза, значи за нив Бог не е само збор или некакво чувство, ти имале реално доживување, реален контакт со него. И затоа ги правеле тие нешто што ги правеле. И затоа ние кога ги читаме житијата на светителите се фаќаме за глава и се прашуваме од каде тоа. Затоа што тие се приклучиле со животот, со изворот на животот и го правеле сето тоа што Бог го благословил тие да го прават за доброто на сите. Сте размислувале ли некогаш? Сигурно сте размислувале. Непрестанно, тоа е проблем за мене. Зошто вербата во Бога доаѓа со годините, со возраст? Или може би јас грешам? Да, ова некако значи моето искуство нешто друго говори. Значи еве тие предавања што ги организирам во црквата Свети Петар и Павле, значи секоја среда имаме воведен курс, значи воведување во верата, секој петок имаме духовни средби кај што говориме на разни теми и така натаму и други денови. Значи непрестано во нашиот мисионерски центар, таму во црквата Свети Петар и Павле, непрестано се одржуваат разни активности. Се мора да признаам дека поголем процент од луѓето кои доаѓаат и ги посетуваат предавањата, духовните средби, богослужбите, се помлади. Значи не се оние повозрасни. Се зошто? Значи, не велам дека не доаѓаат и повозрастните. Повозрастните некако немаат потреба, што знам, тоа е некако немаат, не покажуваат потреба да влезат во таа рационалната фаза на верата, да ја осознаат верата. Значи, тие не го читаат Светото писмо. Малкумина од нив го читаат Светото писмо, малкумина се прашува за тие суштински екзистенцијални, метафизички прашања. Значи, тие така го доживуваат Бог како што си го доживуваат, нивна работа, да се благословени, но младиот човек се така следува да на влези во црква, запали свети и прекрсти се предикана. За жал, кај повозрасната генерација, тие се уште се на тоа традиционално ниво на практикување на верата. Ние ги нарекуваме традиционални христијани. Сега, младиот човек, слава на Бога, покажува нешто друго, покажува интерес и покажува потреба да ги осознае нештата. Че сака да знаат. И затоа ги посетуваат предавањата и ја осознаваат верата таква како што таа е. И затоа уште веднаш, значи кај нив се видливи плодовите од вистинското практикување на верата. Тоа е тоа. Значи тие го надминуваат на традиционално ниво. Значи ние сме православни христијани, ако ќе опрашате зошто си православен христијани, не знае да одговори. Или веруваш ли во Христос? Верувам. Кој е Христос? Не знае да одговори. Но додека тоа е кај повозрастната генерација, подобар процент од повозрастната генерација, но кај младата генерација ме радува тоа всушност. Ме радува што помладата генерација сака да знае. И не само што сака да знае, туку ми се допаѓа особено тој момент на емпатичност и на одговорност. Тие нешто што ги осознаваат, значи и тие плодови што ги доживуваат од верата, сака да ги споделат со своите ближни, своите
млади луѓе во исто време во кои живеат така на. Отец Ивице, за крај на овој разговор, нели, комунизмот пропагираше дека религијата е опиум за народот. Денеска опиумот е потрагата по материјалното. Каде застранивме? Па се види, каде застранивме. Секој треба да се праша себе си каде тој лично застранил. И всушност на кого му се поклонува. Значи, кога ние христијаните велиме дека ние му се поклонуваме на Бог, тоа значи дека ние ја прифаќаме вистината што доаѓа од Него. Ние ги прифаќаме вредностите што доаѓаат од Него, односно моделот на живење што тој ни го открил, како треба да живееме. И сега, ако ние му се поклонуваме на Мамон, на богот на богатството, на лажните задоволства или на лажната моќ, тогаш навистина се застранува, затоа што таквите луѓе мислат дека ќе станат успешни во ово општество и во овој свет ако натрупат повеќе материјално богатство, ако имат некоја посериозна позиција во општеството, политичка и така натаму, мислат дека тоа е успех, односно смисла остварување на нивната личност. И многу често, затоа што јас самиот сум сведок на доста такви луѓе кои навлегле во овој процес, па се соочиле со реалноста на лажната успешност, па кога доаѓаат кај Господ и така натаму, самите тие кога ќе дојдат до тој момент, значи тие живеат во таа вера и надежда дека кога ќе дојдат до тој момент на таа материјална состојба која очекуваат или таа позиција во општеството, дека тука ќе доживеат благосостојба, лична и така натаму. Но за жал не им се случува тоа, обратно им се случува. И тогаш доживуваат покаяние повеќе мина од нив и го пронаоѓаат вистинскиот пат. Значи целата работа е што побрзо во животот човекот разбере кои вредности треба да ги практикува, толку поблагословен и поисполнет и порадостен ќе биде неговиот живот, но и животот на целото општество. Затоа што луѓето со лажни вредности, со лажни модели на живење, кои се поклонуваат на Мамон, односно на нештата кои се деструктивни и така натаму, самите тие имаат деструктивен живот, значи живот кој уништува, кој не носи радост и среќа во себе, но за жал тие својата несреќа ја шират во општеството. И ние гледаме всушност во каква состојба се наоѓа нашето општество. Единствениот излез да му се вратиме на Христос, на оној кој дојде да биде наша светлина и на оној кој ни ја објасни смислата на животот таква како што таа навистина е. Отец Ивица, ви благодарам за разговор. Благодарам што дојдовте, знам дека овие денови имате огромни огромни обврски. За Алфа телевизија секогаш тука. И за крај ви посакувам среќен Божик се вери. Среќен Божик, Христос се роди за многу години, да си жив и здрав и поздрав и благослов до сите што не гледаат. Благодарам. Почитувани, останете со Алфа, следуваат вестите.